Советот за етика го регистрира говорот на омраза преку афирмирање на својот најглавен механизам, а тоа е поднесувањето представки до Комисијата за жалби. Меѓутоа, нашите заложби не застануваат само тука. Освен тој механизам, ние секогаш се обидуваме да реагираме дали поединечно, дали во координација со другите професионални медиумски организации, а секако и со регулаторот, во однос на случаите на еклатантно прекршување, нарушување на кодексот на медиумите и појава на говор на омраза или дискриминација по различни основи. Статистиката зборува дека се намалува говорот на омраза, меѓутоа јас лично мислам дека тоа не е факт. Туку станува збор за селење на говорот на омраза од медиумите во социјалните мрежи или поточно во коментарите на социјалните мрежи, каде што сега пак медиумите ги постираат своите содржини. Избавнувањето на глобалната криза предизвикана од коронавирусот во 2020 година во Македонија се поклопи со периодот пред одржување на парламентарните избори. Овие две теми создадоа набој за ескалација на дезинформации, говор на омраза на политичка и на етничка основа, особено меѓутоа говорот на омраза на врз основа на пол и на родова основа исто така е во пораст на социјалните мрежи особено. Во сенка на известувањето на корона кризата и на изборите останаа жените, децата, лицата со попреченост, маргинализираните и раселените лица, кои што спаѓаат во категориите граѓани кои што беа најмногу погодени од рестрикциите што беа воведени поради корона кризата, но и во периодот по нивното завршување. Медиумите во својата основна функција да информираат ја имаат и функцијата да известуваат и за тоа дека во општеството постои говор на омраза. Но што е оно што медиумите не смеат да го направат за самите да не го прекршат законот, односно да не станат извор на омраза. Едното е да не емитуваат директни повици на насилни дејствија, како што е посочено во самиот член 48 од законот. Второто е да не представуваат тие самите извор на говор на омраза. Третото е да не известуваат непрофесионално во случаи кога информираат за постоење говор на омраза или кога во програма во живо ќе се случи нели говор на омраза. Ние горе долу сите знаеме и можеме да се справуваме, но што за некој обичен гледач дома кој што не знае да прави дистинкција помеѓу едно и друго, помеѓу добро и лошо, и на крајот ефектот го имаме, гледаме сите дека говорот кој што го имаме во секојдневието е полн со агресивност и такво однесување што порано или подоцна може да предизвика некакво насилство. Токму и затоа поентата ми беше дека медиумите мора да сватат дека имаат одговорност. Тука е потребно да се отвори дебата и со продуцентите, со филмските продуценти кои ги прават тие серии наши, зашто ние таму откривме не само во турските серии, воопшто не беа анализирани турските серии бидејќи се сметаат за возрастни, ама во македонските народни приказни, значи во домашна продукција, вие не знаете какви стереотипизирачки улоги имаат и мажите и жените. И не е само во однос на родот, таму беа откриени многу стереотипи во однос на другите ранливи групи. Но, значи, ни недостасува, ние тука се фокусираме само на традиционалните, на онлайн медиумите, недостасува поттикнување дебата со сите актери, сите фактори кои влијаат во тој процес на социјализација на децата. Не само традиционалните медиуми, и онлайн медиумите. Нивната задача е уствари да произведуваат вести. Вести со кои што ќе им се спротивстават на говорот на омраза и на дезинформациите кои што се шират онлайн. Рековте дека Google, Twitter веќе имаат некои филтри кои можат да го мислим да го отстранат говорот на омраза, но верувајте, Google и Twitter не го знаат нашиот јазик толку добро за да некогаш и меѓу редови за да видат дека станува збор за говор на омраза. Неминовно е да се соработува, затоа што нам ни требаат медиумите, меѓутоа и на медиумите им требаат граѓанските организации, односно самите лица со попреченост, за да им кажат како соодветно треба да се известуваат за нивните права. Тука би минало и дека еден од генерално најголемите проблеми веројатно во начинот на лицата со попреченост се концентрираат медиумите, че не зборувам само за говор на омраза, туку генерално е пристапот кој што медиумските работници го имаат и нели
тргнувајќи од терминологијата која што ја употребуваат, за да ги означат лицата со попреченост или да ги опишат некои нивни карактеристики и нивни права, па се до генерален пристап на милосрдие или на медицински модел, како што ние го нарекуваме. Јас сум прилично песимист дека можеме да успееме во сузбивање на говор на омраза кај социјалните мрежи. Тука може би единствена одговорност имаме и ние како саморегулаторно тело, укажувајќи на медиумите и на нивните профили на Facebook да внимаваат каква содржина пласираат и потоа да бидат одговорни за администрирање на коментарите. Меѓутоа, тука нашата улога завршува. Она што може да има вистински импакт, тоа се санкциите за носителите на говор на омраза на социјалните мрежи. Тука според мене клучна улога има обвинителството како првалка, а потоа и судот. Ако судиите од Европскиот суд за човекови права се децении назад наоѓаат начини како да утврдат намерата и волјата, волноста да се предизвика говор на омраза или некаква штета, тогаш нашите судии тоа како и нашите обвинители тоа како имаат каде да погледнат. Значи, пресудите се преведени, може да се најдат на македонски јазик. Многу е лесно да се преварува по худок, односно архивата на Европскиот суд за човекови права. Мислам дека многу повеќе од дека збориме за волја кај обвинителите и судиите, и многу повеќе збориме можеби за храброст.